Субвенции до 400 евра за ПВЦ или алуминиумски прозори и до 250 евра за сончеви колектори. Подигнати 10 кубни метри отпад од дивата депонија покрај Вардар во Хром. 7 од 10 деца имаат мобилен телефон кој штетно влијае на детскиот развој. Македонските автори се побарани во книжарниците. Министерството за економија со цел стимулирање на користењето на мерката за замена на старите дрвени прозорци со нови ПВЦ или алуминиумски прозорци им обезбедува поврат на дел од средствата кои ги потрошиле граѓаните за купување на ПВЦ или алуминиумски прозорци. Министерството за економија ги објави јавните огласи за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци и за сончеви термални колекторски системи. За прозорци домаќинствата може да добијат до 50% од платената сума, но не повеќе од 25.000 денари. Услов е прозорците да бидат купени и монтирани во период по денот на објавување на огласот, 17 мај до 30 јуни годинава. Преку мерката за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени сончеви термални колекторски системи во домаќинствата се надоместуваа до 30% од направените трошоци, но не повеќе од 15.000 денари. За субвенциите може да аплицираат домаќинства кои купиле или вградиле сончеви колектори по денот на објавување на огласот до 30 јуни. За субвенции за вградени ПВЦ прозорци, потребно е граѓаните да достават фискална сметка или фактура со извод од банка за извршено плаќање на производот, издадени по 17 мај. Изјава заверена на нотар дека барателот нема искористено субвенции од претходни огласи, фотографии во боја од секој дрвен прозорец кој се заменува во домот и фотографии во боја од секој ПВЦ или алуминиумски прозорец кој се вградува, копија од последна пристигната сметка за потрошена електрична енергија, фотокопија од лична карта на барателот и податоци за трансакцијската сметка. Доделувањето на надоместокот ќе се врши по принцип прв дојден прв услужен, се до искористување на предвидените средства за оваа намена. Барања заедно со потребната документација треба да се достават во затворен плик до Министерството за економија. Двете мерки се дел од програмата за промоција на обновливи извори на енергија и потекнување на енергетска ефикасност во домаќинствата за 2019 година. Продолжува чистењето на дивите депонии во општина Ѓорче Петров. Екипите на општинската комунална служба продолжуваат со чистење на депониите кои се едни од најголемите загадувачи на животната средина. Со чистењето на сметот ќе се промени лошата слика која се создава покрај кејот на Вардар. Денеска подигнати се 2 камиона на отпад или 10 кубни метри претежно градежен шут од дивата депонија покрај Вардар во населбата Хром. Акцијата ќе продолжи и утре, а за целосно отстранување на дивата депонија, општината ќе бара соодветна асистенција и механизација од јавните предпријатија на град Скопје. Депониите од кои се шири неподнослива миризба и се извор и потенцијална закана од заразни болести ги создаваат самите граѓани. Од општина Ѓорче Петров апелираат на совесност, несовесните граѓани да престанат со недоличното однесување и исфрлање на сметот во дивите депонии и истиот да го одлагаат во поставените контејнери за таа намена. Брзото темпо на животот во комбинација со модерната технологија знаа да предизвикаат несакани ефекти врз правилниот развој на децата. Децата се првата генерација која може да ужива во мобилната комуникација на секое место и во секое време, но токму тоа може да влијае негативно на развојот на нивното однесување и на гледањето на секојдневието. Денес 7 од 10 деца, без разлика дали на предучилишна возраст или на училишна возраст, имаат мобилен телефон што постојано го користат. За многумина мобилниот телефон е предмет што им овозможува подобро да се вклопат во
во средината што ги обкружува, односно во друштвото на своите врсници, што им влева поголема самодоверба и сигурност. Логопедите велат дека се поголем е бројот на деца кои имаат мал фонд на зборови дури и по третата година од животот, што е последица на се поредкото читање сликовници. За сметка на цртаните филмови кои не придонесуваат за развојот на говорните функции кај децата. Кај децата потребно е да се вратат вредностите и играта. Дефектолозите велат дека кога повторно би се вратила играта, ќе се придонесе за поздрав развој на децата. Во денешно време сведоци сме дека децата подоцна ги кажуваат првите зборови, а кога ќе проговорат, тоа е на англиски јазик. Сето тоа е резултат на модерната технологија, паметните телефони, компјутерите, таблетите, кои им ги заменуваат играчките на децата уште од најмала возраст. Во разговор за Прва Скопска, магистер Ана Петреска од Логопедско-дефектолошки центар Интеракција Плюс вели дека се поголем е бројот на деца кои имаат мал фонд на зборови. Едно важно прашање што и нас логопедите не замислува зошто децата подоцна прозборуваат. Знаете, тука влијаат многу фактори, влијаат и некои околински фактори, значи домашната околина, меѓутоа влијаат некогаш и некои органски фактори. Факторите кои што доминантно влијаат, тоа се околинските фактори. Односно сега е ера кога на дете од 2-2,5 години родителите бидејќи дома имаат таблети, имаат компјутери, и на децата им даваат, некогаш сакајќи само да видат што значи таблет, телефон, смартфон, како тоа изгледа, меѓутоа тука не сакајќи можеби да има некоја игра која што е интересна во колор бои, со стискање, со сето тоа, и детето не сакајќи да научи како се пушта, кој е наредно ниво на играта, и детето да влезе во тој свет на игри, компјутери, меѓутоа не во светот на она што значи жива комуникација. Значи, сега малку младите родители подзаборавија што беше оној начин раскажување, приказни, разговарање, и кога децата ќе ги насочиме на тој свет на технологија, тие можат да дури да заборават да зборуваат на некој начин, и затоа ќе видиме дете на 3 години кое што ви одговара кратко, со сиромашен фонд, бидејќи технолошкиот јазик е англискиот јазик, значи игрите, сето тоа се на англиски јазик, тие команди за игрите, и децата полесно научуваат всушност англиски, одошто македонски. Ќе видите како ги знае боите, како ги знае формите, како знае и некои зборови, конверзации отцртани на англиски јазик. Сега имаме со кабловските оператори, Baby TV и сето тоа, и гледаме како децата си повторуваат некои реченици, дури го имаат оној брз флуентен говор што се одвива таму кога тече еден цртан, и затоа децата така и се однесуваат, односно затоа говорот доцне. Затоа ние секогаш велиме, значи не можеме апсолутно да ги оттргнеме од овој современ свет, не значи да детето не знае, да воопшто не знае што е таблет, што е игра, што е англиски, меѓутоа да не биде тоа доминантно уште во возраста кога тоа го учи говорот, го гради говорот, затоа што посериозното учење на втори јазик е некаде помеѓу 6-та и 7-та година, а во периодот помеѓу 2-та и 3-та година кога детето треба да прозбори, треба да му се пласира она што треба да го знае на македонски јазик. Една од најдобрите и најпрепорачливи методи е посета на детска градинка, каде што има можност за постојана социјална инклузија со врсници. Фондот на зборови кои децата треба да го имаат развиено во периодот од 2-та до 3-та година е најмалку 50, но не сметајки ги зборовите мама, тато и најблиските членови на семејството. За да се потврди дали детето има проблем во изучувањето на говорот, Петреска вели дека потребно е да се посети дефектолог или логопед, при што ќе се направи контролен преглед и ќе се дадат упатства за понатамошен третман, доколку е потребен. Сајмот на книга што заврши неодамна, уште еднаш докажа дека се повеќе се зголемува бројот на читателската публика во Македонија, како по старата, така и по младата, како и дека постои интерес за читање, за книжевни муавети и средби со писателите.
За разлика од минатото, кога во книжарниците се бараа исклучиво странски автори, изминативе 2 години, ситуацијата е промената во корист на македонските автори. Како што не информираа од издавачката куќа Матица Македонска, најпродавани домашни автори се Блаже Миневски и Дора Попова, која што вчера ја имаше и премиерата на најновиот роман Синиот час. Додека пак во издавачката куќа Антолог, најпродавани и најбарани наслови и автори се Фредик Бакман, во моментов светска книжевна сензација, животната приказна на Надија Мурат, актуелната добитничка на Нобелова награда за мир, совршената дадилка од Лела Слимани, италијанскиот писател Александро Барико и неговиот најнов роман Младата сопруга, а за најмладите читатели книгите Мојата откачана мамичка, Животот на Лота и Нерешено. Интересот за купување книги сепак е најголем на почетокот на летните месеци, кога се бара полесна литература за на плажа и пред новогодишните празници, вели Дијана од Матица Македонска. Радува фактот што граѓаните се почесто бираат книга за подарок на своите блиски, па така драстично се зголемува и продажбата деновите пред 8 март. Лична забелешка на издавачките куќи е впечатокот дека колку повеќе луѓето имаат секојдневни проблеми, толку повеќе спасот го бараат во книгите, како начин да се избега од реалноста. Иако дигиталниот свет во кој живееме не поттикнува да го избереме филмот пред книгата според која е направен, а динамичното секојдневие ни го скратува слободното време за континуирани средби со книгите. Ниту еден изговор не е доволно силен за да го оправда дистанцирањето од книжевните извори на знаење и инспирација. Се обновува сообраќајната сигнализација со цел поголема безбедност. Во Скопската зоолошка ќе се реновираат живеалиштата на лавови и кенгури. Акција: ова не е место за фрлање пикавци и ѓубре од вашите автомобили. Започна аплицирањето за Евролинк стипендија наменета за студентите од правниот факултет. Со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот, екипите на град Скопје изминатиот период ја обележуваа хоризонталната сигнализација на градските улици и булевари. Со боја и со ладна пластика се обележуваат автобуските постојки и пешачките премини, а обележен е и кружниот тек на булевар Митрополит Теодосиј Гологанов. На булеварот Александар Македонски пак се поставени ката-диоптри кои овозможуваат подобра видливост на хоризонталната сигнализација, односно подобра рефлексија на средишната линија. Во текот на денешниот ден се бележи хоризонталната сообраќајна сигнализација на улицата Лука Геров, а на кружниот тек на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов се поставуваат делинеатори за одвојување на коловозните ленти. Во зоолошката градина во Скопје деновиве започнаа подготовките за реновирање на живеалиштето на морскиот лав, а беше подготвено и новото живеалиште за зебрите Јанош и Јашари, кои пристигнаа од Словенија и Чешка. Во наредниот период, благодарение на спонзори и донатори, ќе се реновираат сите живеалишта каде има потреба од подобрување на условите. Како што информираат од зоолошката во Скопје, први што ќе се реновираат се реонот Австралија, односно живеалиштето на кенгурите и живеалиштето за лавовите. А ќе се реновира и разубавува и просторот околу живеалиштата, па така освен животните и посетителите ќе имаат можност да уживаат во сосема нови катчиња. Во меѓувреме е завршено живеалиштето за шимпанзата, а ќе започне да се гради и ново живеалиште за фламинга. Единицата за брзи артивистички интервенции, потикната од неодговорното однесување на учесниците во сообраќајот на неколку крстосници во Скопје, постави табли со надпис «Ова не е место за фрлање пикавци и ѓубре од вашите автомобили», со желба да укаже на недостатокот на свесност и совесност за заедничко живење и функционирање во еден град и потребата за индивидуална и општествена одговорност. Акцијата е дел од проектот на Единицата за брзи артивистички акции, финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество Македонија.
Целта е подигнување на свесноста за здрава животна средина и повисока урбана култура, со напомена дека одржувањето на хигиената не е инстант кампања. Традиционално 6-та година поред со досега над 130 стипендирани студенти, Eurolink осигурување распишува конкурс за доделување на 30 Eurolink стипендии, наменети за сите редовни студенти од Правниот факултет Јустинијан Први Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Како што информираат од Eurolink, станува збор за 5 стипендии наменети за редовните студенти на додипломски студии прв циклус во поединечна вредност од 40.000 денари и 25 стипендии за студентите на постдипломски студии втор циклус во поединечна вредност од 60.000 денари. Вкупната вредност на стипендиите за прв и втор циклус изнесува 1.700.000 денари. Од Eurolink соопштија дека право на аплицирање имаат сите редовни студенти кои се запишани на прв и на втор циклус студии на Правниот факултет Јустинијан Први Скопје при УКИМ и кои имаат редовен упис во учебната 2018-2019 година и кои исполнуваат услов за упис во учебната 2019-2020 година. За аплицирање на стипендијата потребно е студентите да ги исполнуваат следните услови: да имаат остварено просечен успех од положени испити од најмалку 8,5, да не се корисници на друга стипендија, да го задржат статусот редовен студент со просечен успех од 8 во учебната година кога ќе ја користат стипендијата, да достават потврда за редовен студент во учебната 2019-2020 година, пополнет пријавен лист за доделување стипендија, уверение за положени испити, куса биографија и есеј на тема улогата на стипендиите во општествените промени од најмалку 500 збора. Eurolink ги поканува студентите на Правниот факултет Јустинијан Први при УКИМ да ги поднесат своите апликации за Eurolink стипендија од денес до 1 октомври 2019 година. За начинот на доставување на документите, потребните документи и апликацијата, студентите може да се информираат и да ги превземат од интернет страницата на Eurolink, eurolink.com.mk. Eurolink стипендиите се наменети за студентите да ги покријат трошоците за кофинансирање и како поттик за успешно завршување на нивните студии.